Обично пребарување на Google ни покажува дека Александар Онишченко се бара со потерница од Украина поради перење пари и сомнежи за вмешаност во проституција. Обично впишување на неговото име и презиме ни покажува и дека е на црниот список на САД. Она што секој обичен човек може да го види на Google, очигледно не го виделе или пак не сакале да го видат, оние кои треба да се грижат за националната безбедност на државата. Онишченко зелено светло добија македонски пасош добил токму од Агенцијата за национална безбедност. Таму директор е Виктор Димовски, човекот кој треба да замине во Париз на позицијата македонски амбасадор во Франција, но пред да замине таму тој ќе мора да дава одговори пред народните избраници за скандалот. Според претседателот на комисијата за надворешна политика Антонио Милошовски, ако се докаже најмала вина кај Димовски, тој никако не смее да замине амбасадор во било која земја. И таков човек не би требало да биде амбасадор било каде, а најмалку во угледна земја на земја членка НАТО како Франција. Грешка може или пропуст може да направи некоја федерација за конјачки спортови или агенција за млади спорт кои што не се задолжени да проверуваат безбедносни квалификации на одреден човек, но Агенцијата за национална безбедност сметам дека доколку дала позитивно мислење за Онишченко, има индиции дека некој тука имал материјална корист од ваквото давање на македонски пасош. Иако требаше во среда Димовски пред Собраниската комисија за надзор на работата на АНБ ќе се објаснува во петок, не можела да дојде во првиот закажан термин бидејќи морал да оди на службен пат во Брисел. Милошовски е на ставот дека прво таму треба да каже што се случувало во случајот со Онишченко, а потоа пред комисијата со која тој раководи. Треба да одговори прво како директор на АНБ дали работел законито, бидејќи да се издаде македонски пасош на човек кој што е на црната листа на САД и се бара со потерница за перење на пари и за проституција, е големо девалвирање на безбедносниот систем. После исходот од таа комисија, да го закажеме продолжението на комисијата за надворешни, каде што би требало да се представи со неговите тези за амбасадор. Сомнежите дека не се работи за необична грешка или превид стануваат уште поголеми, ако се видат претходните случаи кога македонските пасоши се во прашање. Пред 2 години силно декна скандалот дека македонски пасоши со туѓ идентитет добиле светски барани криминалци, меѓу кои беа Седат Пекер, Јован Вукотиќ, Вали Дисах Мајс, Флоријан Мусај, Стефан Ѓукиќ и Желјко Бојаниќ.